Продолжување на работното време до 24 часот бараат угостителите. Тие велат дека доколку почнат да работат и по 18 часот, ќе се редуцира и бројот на гости. Угостителите сметаат доколку продолжат со оваа темпо на работа и не се зголеми нивното работно време, ќе мораат да отпуштат дел од вработените или да затворат. Ние како угостители предлагаме и бараме продолжување на работното време до барем до 24 часот, бидејќи ако гледаме од здравствен аспект, на тој начин ќе ги редуцираме бројот на гостите и нема гостите да бидат концентрирани до 18 часот. Ако гледаме од финански аспект, ако не ни го продолжат времето, ќе дојдеме до финансиски колапс, бидејќи во моментот заради мерките работиме една смена со дуплиран број на вработени. На тој начин ако продолжи со истото работно време, или треба да отпуштиме голем дел од вработените, или треба да затвориме. Затоа бараме како да го продолжат работното време до 24 часот, или владата да помогне со дел од платите и придонесите за вработени, да не бидат отпуштени. Сме дека во последно време пред банките има поголема концентрација на народ отколку во угостителските објекти, затоа почитувањето на мерките како што се растојање меѓу масите можеме да функционираме без да предонесеме за големување на зараза. Но министерот Венко Филипче изјави дека нема да има олабавување на рестриктивните мерки за угостителите додека не поминат празниците. Тој вели дека доколку ситуацијата остане стабилна, ќе се дозволи угостителите да работат до 21 часот. Од независната угостителска комора побараа работното време да трае и после 21 часот, бидејќи ако ситуацијата навистина е стабилна, не гледаат причина зошто да не им се дозволи. Дел од угостителите вчера излегоа со барање уште од понеделник да работат не до 21, туку до 23 часот.